Ромите од 8 до 11 години од денес започнаа со редовна настава во основното училиште Малина Попиванова. Дечињата роми ги поздрави директорката на училиштето Лиљана Димитрова, која им посака добре дојде и успешно реализирање на образовниот процес. За сега има евидентирани 25 деца од ромска националност кои останале без образование, од кои во основното училиште Малина Попиванова денес беа присутни 14. За ефикасно вклучување во наставниот процес на овие деца е изработена посебна програма која се вика програма за образовна ресоциализација, за која се надеваме дека во иднина ќе биде дел од системскиот процес на образованието во Република Македонија. Значи, овие деца ќе посетуваат на наставен план без основа на таа програма. Со децата директно ќе работат наставници, кои предходно ќе поминат серија на обуки, практична настава со нив и на крај ќе се селектираат две кои што ќе продолжат да работат. Целиот процес ќе биде следен исто така од страна на Светла Иднина, која што е носител на проектот, и Светлина ќе ги покрива сите трошоци во овој пилот период од 2 години со поддршка од страна на локалната самоуправа. Инаку донатор на целиот проект на Светла Иднина е Ромскиот едукативен фонд од Будимпешта. И значи исто така тие како една голема фондација се значително заинтересирани да овој пилот проект за прв пат во југоисточна Европа и за прв пат во Македонија, а за наша среќа или да кажам несреќа во Кочани, затоа што имаме такви деца, ќе се пилотира овде и понатаму како пилот модел ќе биде применлив низ цела Македонија, понатаму на цела југоисточна Европа. Инаку овие запишани ученици ќе посетуваат посебен наставен план изработен од Голубинка Ѓоргиева, поранешен советник за образование. Целата програма е во соработка со основното училиште Малина Попиванова. Носител на овој проект е невладината организација Светла Иднина со поддршка од локалната самоуправа на општина Кочани. Во чест на отпочнувањето со работа на обуката на децата роми беше приредена богата културно-уметничка програма од страна на учениците